Здраво живо, добродојдовте во уште едно мое видео. Јас сум Димче, а ово видео го снимам затоа што мотивиран од една неверојатна приказна на еден мој сограѓанин од градот Велес, кој што чува риба, верувале или не, скоро 40 години во својот двор. И доаѓа време да ја пушти таа риба, затоа што рибата е веќе стара. Тој решава да ја врати во Вардар, во реката од каде што ја уловил. И верувале или не, кога тој ја пушта рибата во реката, таа неќе да си оди. Таа се враќа да се гали и таа конекција на човекот со животните мене ме воодушевува од секогаш. И јас сваќам дека ние не знаеме ништо за животните. Животните се една голема мистерија и како и за многу други работи во светот, ние знаеме највеќе од тоа што ни е кажано во школото. И тука се завршува се. И како што е примерот со рибите, ние учиме или не излажале дека ти имаат 20 секунди паметење. Меѓутоа, во овој документарец се гледа дека рибата го памети овој човек, го доживува, можеби како член од семејството, и дека кога ја пуштаат во Вардар, таа не сака ни да си оди. Еве, погледнете го клипот од пуштањето на рибата во Вардар, па сами видете. Како што видовте, рибата неќе се си оди. Че она го препознава тој човек, со кого што го поминала целиот свој живот, кој што се грижел за неа. И таа неќе да го напушти, иако има целата слобода пред себе. И мислам дека овој документарец и овој човек го побија цел научен свет, односно ја демонтираа таа лага околу рибите. Иако таа лага ќе продолжи да се учи, секако, сепак е убаво да се види вистината и да се знае вистината. Затоа што е вистина. Секогаш создава поубаво чувство внатре во себе вистината, отколку лагата. Ето, ово видео ми е посветено на животните,
на тоа колку се тие неразбрани и за тоа колку малку знаеме ние за нив. И колку многу енергија ни треба, сила и истражување да испаднеме од тие размислувања или од тие окови кои што недолжни ги носиме уште од деца. Значи, уште од деца ни ставаат во главата размислувања за животните, за светот. И ние после цел живот си ги носиме. А зошто? Зошто не оставаат секој сам да си го поима светот? Зошто е таа хистерија околу моделирањето на мозокот на децата? Оставете ги сами да го сватат светот. Таа една генерација да оставиме, да не оди во тие пералници на мозок, во кои што учат лаги, кои што секој ден ги разоткриваме како старееме дека се лаги, па да видиме што ќе ни кажат тие генерации. Замислите на цела генерација што не оди на школа, што е надвор во природа. Замислите колку може таа генерација нас, слепите, да не научи. Јас се молам за таква генерација, да не просветли, да не научи, и мислам дека тоа е единствениот пат и единствениот начин на кој што можеме да прогледаме или да се просветлиме. Се друго е замајување и не вистина. Се надевам дека ви беше интересен клипот. Во продолжение ќе ви го ставам и целиот документарец, снимане од македонската телевизија некаде 2000 година, пред 25 години. Снимката не е кој знае што, не знам ни дали смеам да го објавам, да ви кажам искрено, меѓутоа документарецот е прекрасен. Јас морам да го споделам со вас, па макар и, не знам, ме казниле нешто, не знам, затоа што споделувам работи кои што сепак не сум ги снимал јас. Меѓутоа јас сум благодарен од срце на луѓето кои што го снимале тоа и со душа чекам и со радост да го споделам со вас и да слушнам вашата реакција и вашето мислење околу сето ова. Сега уживајте во документарецот, изгледајте го и кажете ми што мислите. 62 година, 6.9. Тачно знам кога се фатени, затоа што беа наменети, ви реков за крштенка да се прави. И до сега 35-6 години, колку се, од сите тие риби, 17 што беа, имам уште 3 парчиња од нив. Ево, ова е Мишко што ми е, тие ми се, овие, сите тие ме знаат као да разговарам со децата, као што идам од порта, така исто состив си правам муавет. Кога ми е најлошо, ми е најтешко, ја кајним ке си дојдам и си прикажувам као некој од порта, ако чуеќе рече овој шо прави, си прави муавет со некој. Куќава е купена од татко ми 25-та година, само због оваа вода. Затоа што сме живееле со стока, имале коњи и работел со скола, со тоа не гледал таков друг стока, животот и така, али затоа се барало куќа да има вода, било каква вода да има, само да има за стоката, затоа што во Беле се имало спротив една пумпа или од црква или од некаде сме чекале со сати, колку сме чекале за водичка за пиење. А овдека било секој пат вака вода. Никој пат ни повечко, ни помалце вода доваѓа. Значи тоа е принцип од каде што е тоа изворот, не го знаеме, фазла од под собата таму кај што живееме, едно 6-7 метра, тука е изворот. Бре, Мишко, чекаше да дојдам, нели? Оди, ела. Мишко,
Едве ме чекаат завалите да дојдам ја и сите им даваат по малку храничка, ама мене ме чекаат да дојдам. Со душа чекаат само да звончето да ми тропне на портата и да се прокле мене. Вики, ајде. Више. Кога ми е најголем проблем, ева види, кога ми е најголем проблем, они душата ќе ми е да си поиграм вака со осни малце и сето гајле, сето онакве ќе ми помине. Па ќе си се вратиш назад. Времешко колку време заедно сме се, ќе си одиш. Не го јадеме, ќе си оди пак во Вардар сега назад. Еше мирно. Мирен си живее. Ќе си оди назад, се радуе и он ќе си оди кај другарите шо. Да ја мал се погалам, еде пут. Немаш мочите ме.
Јас се растажив, да ви кажам, кога гледам документарецот, од чистината на животните, на луѓето, од духот на некое време кое што изминало. Тоа е мојата емоција која што добив од овој документарец. И секако добив и надеж дека на овој свет постојат добри луѓе, постојат чисти души и секако животните се тука да ни го докажат тоа и покажат. Толку од ова видео, се надевам дека ви се допадна. Се надевам дека ви даде некоја инспирација или мотив за да се однесуваме поубаво кон животните. Благодарам на тие што го направи овој прекрасен документарец, на луѓето, на рибите, на животните, на сите. Благодарам и на вас што ме поддржувате, што ги гледате моите видеа и ве поттикнувам да станете членови, да се претплатите, за да може да продолжиме да се дружиме, да откриваме и да создаваме некој подобар свет. Благодарам уште еднаш и се гледаме во некој моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме